Петта пленарна седница на Собранието на Република Македонија за именување на заменици министри. Кире Наумов за економија, Оливер Ристовски за правда, Јани Макрадули за животна средина, Владимир Лазовски за култура, Власте Димковик земјоделство, Александар Бајдевски за информатичко општество и администрација, Гоце Чакаровски здравство, Дојан Павлевски за локална самоуправа, Агим Нухију за Министерство за внатрешни работи, Беким Максути за одбрана, Арта Точи за Министерство за внатрешни работи, Шире Телези за финансии, Висаргани за образование, Елми Азири за труд и социјална политика и Ремзи Мехмеди во транспорт и врски. При утврдување на денешниот дневен ред на седницата, во кој што оваа предлог точка е дополнително поднесена и ставена по скратена постапка, се разви процедурална расправа. Илија Димовски од ВМРО ДПМН побара да биде повлечена точката, бидејќи материјал со предлозите за заменици министри го добиле синоќа во 1 часот и 30 минути по полноќ и немале доволно време да го разгледаат, а согласно деловникот вели дека за тоа е предвидено време од 10 дена. Би сакал да информирам јавноста дека утринава во 1 часот и 39 минути на нашите имейл адреси, тие што бевме будни, веројатно помладите бевме будни, повозрастните не беа будни, на нашите имейл адреси добивме предлог за избор на заменици министри. 17, 18, 15, не знам и колку се, материјал кој што е обемен, во секој случај заради тоа што има предлози со биографии, но е кршење на сите правила, прво на член 68, став 1, кој што вели дека решението за свикување на седница на Собранието со предлог на дневниот ред и материјалите по прашањата што им се предлагаат за дневен ред за седница на пратениците им се доставуваат најмалку 10 работни дена пред денот определен за одржување на седница. Господинот Талат Џафери го прекрши овој став од членот 68 при изборот на влада со некакво образложение дека тоа сето е итно и дека се чекало. Председателот на парламентот Талат Џафери рече дека поставувањето на оваа точка на дневен ред е согласно Собранискиот деловник, кој предвидува точка на дневен ред да се стави и порано од 10 дена. Прво и основно за волја на вистината, значи пред граѓаните ќе направам се да се надополни оние 6 месеци што ги изгубивме по однос на работата на Собранието и во тој контекст мислам дека се е сувишно да се збори, а точката е ставена на дневен ред по врз основа на деловникот, тоа го знаете многу убаво, но нема потреба за понатамошна расправа. Мнозинството во парламентот го поддржа барањето на пратеникот Илија Димовски од ВМРО ДПМН точката за избор на заменици министри наместо 10 да биде поместена како последна на седницата, со цел како што рече да имаат време да се подготват за дебата по истата. Дневниот ред на седницата беше надополнет и со предлогот за измени и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој по скратена постапка, со што се создаваат услови да почне исплатата на субвенциите за тутунарите за минатата реколта. Предлогот го образложи министерот за земјоделство Љупчо Николовски, а за негово ставање на дневниот ред поддршка дадаа 80 пратеници.